Градоначалникот Чадиев ги отфрли обвинувањата на опозицијата дека е низок процентот на реализација на општинскиот буџет. Прес конференцијата на опозицијата градоначалникот ја нарече класичен политички маркетинг. Според него буџетот на општина Велес има повисока реализација од онаа што ја спомена советникот Иванов и истата изнесувала околу 60%. Очигледно секој го чита како што сака буџетот. Јас одговорно тврдам, ви стоат на располагање документите, буџетот е реализиран со 59, нешто посто, да кажем, ајде, не цели 60%. Ви упате уназад, на сите години, дали имало повисока реализација. Значи, тоа го полемизиравме и за време на седницата. Јас разбирам дека некој не може да прифати дека за цело време на нивно владење на Велес нема сработено колку што овој градоначалник, оваа општинска администрација сработи за година и пол. Голем дел од реализираните проекти, вели Чадиев, локалната самоуправа ги заврши со сопствени средства, но значителен дел, вели, добија поддршка од централната власт. Според него, денешните обвинувања изнесени од опозицијата се обид за создавање погрешна слика во јавноста за работата на локалната самоуправа. Они го должат објаснението на граѓаните на Велес зошто гласа против индустријската зона Каласлари. Зошто гласа против овие објекти таму што никна, зошто гласа и против новите објекти што чекаат дозвола за отпочнување со градба. Зошто гласа против вработување на велешани. Тоа треба на велешани да им го објаснат. Говора за спортот, говора за ракометниот клуб Борец, гласаат против програмата за спорт, гласаат против одвојување средства за ракометот, гласаат против одвојување средства за спортот у Велес. Обидот за манипулација со јавноста на социјалдемократите, вели Чадиев, е безуспешен, затоа што тие не понудиле аргументи за своите изјави.